Автопатот Кичево-Охрид ќе биде пуштен во предвидениот рок, најдоцна до почетокот на следната година. Дел од автопатите пак што ги гради Бехтел Јенка на западниот дел од коридорот 8 ќе имаат пролонгирање за уште 2 години. Премиерот Мицкоски и министерот Николовски денеска беа на увид на клучните точки од коридорот. Во живо оттаму ја вклучуваме Маја Стојановска со најновите информации. Маја, добар ден и повели. Добар ден, Борче. Одговори на сите овие прашања поврзани со коридорот 8 во овие вести ќе ни даде токму вице-премиерот и министар за транспорт и врски Александар Николовски. Господин Николовски, ви благодарам за ова гостување. Благодарам на поканата. Вие денеска извршивте увид во едни од најзначајните точки од самиот коридор 8, меѓутоа фокус во јавноста останува токму автопатот Кичево-Охрид. Па ако може да ни кажете кои се најголемите предизвици со кои што се соочувате во моментот на овој автопат и дали останува оној предвиден рок за изградба до крајот на оваа година, евентуално до почетокот на следната? Кратко одговорот е да. Останува рокот до крајот на оваа, почетокот на следната година, да се пушти целиот автопат Охрид-Кичево. Драго ми е што денеска вие и вашите колеги ни се придруживте, мене, на премиерот и на директорот на јавното предпријатие Коци Рајновски, да заеднички можеме да видиме како се одвиваат градежните работи. Едно е јас тоа да го кажам на пресконференција или во интервју, а друго е да го видите во живо. Особено делот од Кичево до влезот во тунелите кај пресека е навистина едно архитектонско и инженерско чудо. Сами видовте за какви косини се работи, за какви шлечишта се работи и практично одиме со стабилизација со галерии и најчесто имаме галерија, мост, повторно мост, самиот влез во тунелите значи 3 галерии, после 3 галерии има мост, па има стабилизација на огромно шлечиште, па повторно мост, па влез во тунелите, што навистина за наши услови е нешто што е невидено. Драго ми е што со добро темпо и добра динамика се одвива работата и драго ми е што веќе на крајот на оваа година ќе можат сите граѓани на Македонија да користат овој автопат. Ова беше заборавен проект. Пред 20 месеци кога ние почнавме работиме на овој проект немаше ништо таму. Лиштата беа напуштени, претходната влада на СДСМ и ДУИ ништо не работела. За 20 месеци направивме повеќе од колку све што беше направено претходно во 7 години на влада на СДСМ и на ДУИ. Така, на терен видовме дека навистина има градежни активности, дека активно се работи, па кога може граѓаните да очекуваат дека ќе бидат пуштени нови километри покрај оние веќе 37? Јас очекувам во текот на летото да се пуштат тунелите на пресека и една делница од некаде 10 километри. Ако веќе имаме активни 34 километри, тоа би било веќе 44 километри и со тоа најголем дел од автопатот да биде ставен во функција уште ова лето, а до крајот на годината да биде ставен целиот. Со оваа динамика која што имаме, навистина очекувам да завршиме, но ова го поставаме и како предизвик да граѓаните кои патуваат знаат дека навистина чуда се прават за да се заврши овој автопат, затоа што се работи за исклучително комплицирано подрачје, планински терен, планински масиви кои што се решаваат, големи надморски височини, некаде надморската височина движи од 600 до 1200 метри, навистина голем предизвик. Последна точка од оваа обиколка беше клучката Требеништа. Вие ја издвоивте како една од најзначајните, па ако може да ни кажете зошто? Па тоа е клучка која што прво треба да не поврзува со автопатот Требеништа-Ќафасан, односно спојот со Албанија на коридорот 8. И тоа е најдобар политички доказ и најдобар демант на ДУИ и нивните сателити во однос на тоа дали ние сакаме да го градиме Требеништа-Ќафасан. Ние сакаме да го градиме Требеништа-Ќафасан, во спротивно не би потрошиле десетина милиони евра за клучка која што не би се користела во иднина. И тоа значи дека сега само од УНЕСКО зависи дали ние од таму ќе градиме или нема да градиме, односно нивното мислење дали ќе дозвола да се гради во заштитеното подрачје. Но исто така тоа е и клучка на иднината, имајќи предвид дека ние веќе имаме готов проект за некои идни генерации, жал ние нема да стигнеме, кои што од тука ќе треба да направат тунел и да излезат преку Косел до Ресен и Битола и практично да се направи целосна една заобиколница на Охрид и на Струга и да има директно поврзување со Ресен и со Битола. Од Битола веќе е автопатот кој што сега го градиме Битола Прилеп, најдолгиот автопат кој што во моментов се гради во Македонија, 40 километри, кој што следната пролет веќе едната траса ќе може да се вози. Така што ова се проекти за иднината, проекти на кои што ставаме здрави темели, некако овие пред нас да не ни остават ништо, за идни генерации да можат да развиваат и еден автопат кој што би одел од Требеништа, Косел,
понатака Ресен до Битола и би се надоврзал на Битола Прилеп, а од Прилеп до Градско и секако до Скопје, значи еден цел прстен да направиме на Македонија. Господине Николовски, ви благодарам уште еднаш за ова. Благодарам, беше задоволство. Така, како што напомнав и претходно, освен посетата на автопатот Кичево-Охрид, се изврши увид и во останатите клучни точки од коридорот 8, па тука предлагам да погледнеме како изгледаше тоа. Во фокус на денешниот владин увид на клучните точки од коридорот 8, кој треба да овозможи модерно и побрзо патно поврзување меѓу Скопје и Охрид, но и подобра регионална поврзаност кон Албанија и Јадранскиот регион. Паралелно се работи и на новите делници што ги гради Бехтел и Енка. На потегот Гостивар-Букојчани активно се работи на околу 11 километри од вкупно предвидените 31, каде поради сложениот планински терен се градат мостови, виадукти и подпорни конструкции. На делницата Тетово-Гостивар пак, каде донедавна речиси и да немаше никакви градежни активности, сега се работи на околу 14 километри од трасата. И двете делници се очекува да бидат пуштени до крајот на 2029 година. Дополнително премиерот Мицкоски најавува и нов енергетски циклус со повторно ставање во функција на нафтоводот по децении застој. Исто така најави нов тендер за гасоводно поврзување со Србија. Кога сето ова глобално ќе биде завршено, тогаш веќе можеме да кажеме дека сме навистина регионален хаб и дека од тука понатаму северно со Јужна Европа ќе се поврзува, централна Европа со Медитеранот ќе се поврзуваат, Јадранското и Јонското море со Црното море. Тоа е онаа предност стратешка која што ние ја имаме како држава. Како влада ќе продолжиме да ги поддржуваме овие проекти и јас очекувам дека многу скоро ќе можеме веќе да го пуштиме делот кој што ќе го поврзува Кичево со Охрид, но истовремено и гасоводот кој што очекувам негде првата половина следната година ќе ја поврзе нашата земја со нашиот јужен сосед. Од јавното предпријатие за државни патишта велат дека се надминати најголем дел од проблемите со кои што се соочувале при градбата, како експроприацијата и дислокацијата на инсталациите. Направени се елаборатите за експроприација, веќе се дадени во соодветните подрачни единици на Министерството за финансии, тоест на имотно-правни односи, така да активно почнуваме за останатиот дел од тие 11 до 31 да ги решаваме елаборатите за експроприација, како би можело да се даде фронт за работа. To date, we've completed more than 6 million cubic meters of excavation, 2 million cubic meters of fill, and almost 100,000 cubic meters of concrete. We've achieved all of this with the support of over 340 local subcontractors, and this will continue to increase as the work progresses. Новитет на целата траса од Скопје до Охрид ќе биде и затворениот систем за електронска наплата на патарини, со што возилата ќе плаќаат при влез и излез од автопатот без запирање. Властите очекуваат со реализацијата на коридорот 8 значително да се намали времето на патување, но исто така да се отвори нов економски и транспортен импулс за целиот регион. Тоа би биле сите детали од овде од Охрид. Од Охрид и од посетата на клучните делови од коридорот 8, Тетово-Гостивар, Гостивар-Букојчани и Кичево-Охрид. Сите детали ги најавувам и за вестите во 18 часот. Студио. Ти благодарам, Маја Становска, за изградбата на автопатите.